во петокот пак ќе се собереме тука. Колку може да знаете како работиме и докаде сме стигнале. Прво ве повикувам. Јас не сум тој присталица, например, да рушиме, да блокираме. Се тоа, ако го правиме, на наша штета се одразува. Имаме болесни луѓе, да појде човек и тој да може да го стопираме, не може. Имаме простор овде, ќе се договараме, ќе преговараме. Еве, од ова место сега ги повикувам нашите забраници. Двајца пратеници, тие ги знам. Мартин Костовски и Бране Петрушевски. Нека дојдат. Тие се бирани од овој народ, од овие пензионери. Во Македонија има 336.000 пензионери. Тие се гласачите. И тие се изаберени од нас, од пензионерите и останатите. Нека дојдат што нудат и што допринесува за овие пензионери, кои ги малтретираме овие денови, се малтретираме сите, да излегуваат и да барат парче леп. И кои се принудени да по едно јадење, денеска не го јадат, да соберат пари да одат на доктор, на лекар, или доктор исто, или да уштедат некој динар да купат 2 кубика дрва. Морат да скинат од своите уста. Значи крадат пензионерите, ама од своите уста крадат. Додека тие крадат таму, кај се парите. Најдоа време и закон донесува за 7 минути да земат 78%. За нас пензионерите не може да најдат да се соберат. Сега нешто министерката преговара, одговара и така ќе биде и вака ќе биде. Ќе видиме сега, ќе видиме на 31-ви, ќе се договориме што нуди, што мисли за овие пензионери и ќе продолжиме понатака. Нема отстапување од ова линеарно покачување. Кое мислите сите ќе го бараме и со септемвриска пензија да бидат исплатени тие 3.500 денари и кои ќе останат за понатаму да ги исплаќаат. Дали завршивте, господине? Не. Сега. Имам прашање. После. Сега, во овој момент, ќе побарам една подршка. Кога се собиравме, се јавија не 5, не 10 и 20 луѓе ќе работат и ќе работат за нас. Тие веднаш некои се тргна и го погледнаа местото на Ристо да го земат. Бидејќи е тоа добро. Таму има многу луѓе што живеат од нас и што зимаат од нашите пари. 3 евра месечно влегуваат на таа сметка, солидарен фонд. 45.000 евра слеват се месечно во тој фонд. Некој нека каже од овие овде што се собрале, дали земале до сега од тој фонд, дали му некој му помогнале? Тие не доваѓаат што ги помагат. И не дозволувајте да ве купуваат со 1000 денари по врата, по куќи што ви носат. Еднократна помош. Ние бараме малку месечно да добиваме по 3.500 денари. Кои почнавме да ги бараме. Кога сега еве не су 3.500 денари. Веќе стана 1000 денари, 1500 денари. Регулатор да ги менува секој ден цените. А ние чекаме да ни милостиња фрлят 3500 денари. И тие биле многу, не биле законски. Се дрзна еден поранешен министер, Имер Селмани, и вика ке нема пензионерите кој да ги храни. Па не сме тие, ние пензионери да бараме некој да не храни. Ние ова држава ја градевме и до тука стигнавме. И не бараме од никога да не храни и да даде нешто негово. Ние го бараме нашето, заслужено, со 40 или 30 или 20, некој 15. Не е виновен ни тој со 15 години што работел. Поново, бараме уште еден кој сака да работи со иницијативниот одбор. Пошто се откажаа тие што првиот ден гледа и сака одма да се устоличат на некој место. Еве јас лично не цилям на никое место и не сакам да бидам некој кариериста и до сега не сум бидал. Јас кариера не можам да градам во 72 години.
Јас сум излегол тука со вас, заедно ако можеме да помогнеме и да земеме тие пари, линарно покачување кое е редовно, сега на секога се качува исто цените и секој исто треба да земе. Основно барање ни е тоа. Кога беше зимање на пензија, се знае, му израчунато на секој и таа пензија зима. Немојте да ги делиме сега луѓето барем. Кога ќе одат во продавница и тие да можат да купат. Не да појде да не може да купи па да се врати да плаче дома цел ден. Ви кажав, 31 имаме состанок на ниво на држава, сите координатори тие од градови. Тоа е четврток, во петок, во 9 часот утре дента ќе дојдеме пак овде да види, да чуете, да слушнете сите што е договорено од овде. Овде ќе дојдеме и ќе се собереме. Нема да одиме доле, нема да сметаме на човекот. А кога ќе дојде ред, другите градови имат некои задоволни од нивните преседатели. Ние може да овде задоволни, некој задоволен, некој не е задоволен, некој зимал пари, некој не зимал. Души су доле, комфортно не ги нарушуваме. Има 35 душе, тамо 35 вработени фактички, се водат како хуманитарно да работат за народот и земат секој месец по 200 евра. Тоа се сите пензионирани со повисоки пензии, кој од полиција, кој од војно, официри и подофицири, и така се бирани по местните заедници тамо, ограноци, и таму се милиционери некои одговорни кои тие трпат некои пари во джеп, па се продолжуваат од мандат на мандат и други се местат. Затоа, еве тука сте вие, има и други што су повеќе засегнати, не можат да одат и не дошле, не биле присутни. Ќе го решиме и тоа. Сега е ова прво за септемвриска пензија да легнат 3.500 денари на секој пензионер. Ја ќе биде кратка, најкратка што може да биде. Овако е. Што не малтретирав да се подписуемо кад они има во компјутер кој колко зима пензiju. Ми овде смо дошле. Ми смо многу пут излажани. И сега смо дошле. Тражимо документ веродостојан дека нема да не излажев, дека ќе ни покачи толку и толку пензiju. Тражимо документ с подпис и печат. Друго, да се тури у одбор Уздружение луѓе с 10.000 пензiju, а не с 1000 евра. Трето, куде су субвенција за струју што не излажаше? И други ред работе. Луѓе, сватете и разберете дека не само манипулирав и дека од овој ништо нема. Ќе ги зему паре 3500 како лани што ги зема. Срамота! Чујте ме и пречујте свите у диаспору што живите македонци. Чујте ме како македонски народ страда, како македонски народ живи. Сакам да ги прашам овие присутни овдека. Зошто ние со 41 година стаж немаме право на покачување на пензија? А овие што се во фотели 78%. Какво е тоа правило? Има ли негде, пишува ли негде тоа правило? 41 година стаж, а немаме право на покачување на пензија. А некои фотељаши со 3, 5 или 7 години стаж, 78% покачување на пензија. Ова не е нормално никаде во свет, а не само кај нас. Дали има пензионери стечени, пошто не негирав, дека не постоимо. Ми смо туја. Има фирме кои се отидени по стечај и останава недоплатени стажови и останава луѓе и без пензije. Дали не треба ми свите заедно да ги помогнемо и на тие луѓе да стекне право? Ишла сам по институције
Nijedna institucija ne reagira za nas, konkretno za penzioneri. Nemojte da mislite deka treba reforme u penzionerski fond. Treba reforma za семейна пензија. Двоица работале, еден останае с минимално или испод минимално. Дури с 10.000 луѓе преживуев. Тоа ми треба да го напишемо и да го доставимо на господју што синоќе кажуе дека делила средства, дека работала, дека се залагала за нас. Ми смо тие што можемо и смо јаки да успеемо ако смо сложни. Ние закони не донесуваме, имаме тие двајца изабраници кои ги повикав. Нека дојдат во наредниот собир, во петок, на први. Нека ни кажат кој што кажа за пензионерите. Тие се изабрани од нас, овде. Од пензионерите највечко. Некој ги гласал, други некои не се присутни, некој. Пензионерот нема каде да оди. Ако не може да излезе, му ода дома со список да гласа. И за нив може секој ден да митингуват и да одат од куќа на куќа да собират гласови. И да нудат и пари. Па ние ги забравме какви се, такви се. Тие не представуват. Нека дојдат и нека кажат што направија за овој град, за овие пензионери. Имаме четворица сега. Кои се бе тие четворица? Ете, тај предлог, ако има некој, али со спискот на свак си има симпатизерли, а ние преурадното. И тие негови приврзеници, сега тие не су туј и да тој се скарамо таму.